преговори со вреди за поддршка на градоначалничките кандидати, но разговорите не одат лесно. Извори блиски до актуелниот министер за здравство за Сител велат дека негов прв приоритет е да се најде простор за договор со довчерашните партнери. Одлуката за самостоен настап на советничките листи останува, за преговори со вреди партијата веќе го овластила вице-премиерот Арбен Фетај. Од крилото на Таравари за Сител велат дека до овој момент разговори со ДУИ нема, но доколку Таравари замине во опозиција, тогаш партијата ќе мора да најде партнер со кој би си дала поддршка на изборите, а ДУИ би бил прв на листата. Нашите извори не се баш оптимисти дека Таравари ќе добие поддршка од вреди, а во таа насока и реакцијата на вице-премиерот Меджити на социјалните мрежи. Дадениот збор Беса е еден од главните столбови на кодексот на честа кај албанците. Беса е верност, честност и одговорност кон дадениот збор. Човек кој дава беса морално и духовно е обврзан да го одржи тоа ветување, дури и ако тоа го чини многу. Кога дадениот збор е прекршен, лебот е скршен. Лебот што се крши не се лепи, ниту со последователни средби, ниту со едномесечен рок, затоа што зборот не е само ветување. Тоа е гаранција за чест, која историски била помоќна од било кој правен документ, порача Меджити. Во ВМРО ДПМН не откриваат многу детали од вчерашната средба, освен дека поминала во конструктивна атмосфера. Средбата заврши во конструктивен дух, разговорите продолжуваат. Во текот на овој месец ќе се знае иднината за функционирањето на алијансата на албанците на господинот Таравари. Претседателот Мицкоски мислам дека на средбата ги потврди веќе јавно изнесените позиции. Рокот од месец дена кој си го дадоа Мицкоски и Таравари за договор се поклопува со роковите во кои партиите најавија дека ќе ги промовираат своите кандидати за локалните избори. Александар Спасовски, Сител телевизија.